Бесплатно пливање за сите ученици е проект на општина Куманово кој успешно се реализира на градскиот базен. Представници на Советот на општината, секторот за образование, Општинскиот сојуз на спортови и на училишниот спорт денеска го посетија базенот со цел да видат како тече проектот и колку учениците се заинтересирани да ја користат субвенцијата од општината. На месечно ниво базенот го користат околу 2000 основци и средношколци пливачи, а надлежните денеска најавија дополнително и обуки за наставниците кои што во наредниот период би работеле со учениците непливачи. За овој проект општина Куманово преку Советот додели 7 милиони денари на годишно ниво. Базенот е полн со деца што пливат и што се учат да пливат. Тука се нивните ментори, наставници по физичко образование. Во оваа прилика би апелирала, затоа што субвенциите не се мали, општина Куманово не ги дава за користење на учениците за воннаставна активност. Апелирам до сите ученици кои сакат да научат и кои се спремни, не мора нивниот наставник по физичко образование да ги води на овие воннаставни активности, ама било кој наставник од нивното училиште може да ги доведе. Колку што имам информација, од 20 основни училишта, 17 ги користат овие поволности. Не користат само 3 подрачни училишта, токму поради превозот. Меѓутоа, тоа не значи дека не може ни тоа да се регулира. Ќе видиме со сектор за образование како може да се издефинира. Во наредниот период се очекува да има и обука за наставници, за деца кои се непливачи. Мој апел е особено децата кои имат искривен деформитет на кичмениот столб и воопшто кои имат деформитети и поради користење на телефони и на компјутери и од наставата, да се пријават затоа што пливањето е еден спорт кој го офаќа целото тело. Особено апелирам децата со попреченост кои мислам дека во овој процес се офатени, меѓутоа ако не се пливачи, не се офатени, да дојдат преку таа обука што ќе имат наставниците да учествуваат во една воннаставна активност што е обезбедува општина Куманово. Доаѓаат на термини околу 2000 ученици, значи во просек на еден термин имаме по 80 до 90 ученици. Термините се 2 пати неделно за секој училиште во оделенска и предметна настава, значи имат и од сабале и попладне термини, и тоа од 9 до 11 од сабале и од 14 до 17 часот попладне. Значи ученици без присуство на професорот не може да доаѓаат на базен, обавезен е професорот. За професорите дури сега планираме да организираме и семинар за пливање и за ватерполо тренери. Од градскиот базен денеска со апел до учениците да не ја загрозуваат хигиената во базенот, а кон инвентарот да се однесуваат како да се во своите домови. Би имал еден апел или една препорака до сите кои го користат, посебно децата, и до професорите што ги водат нив, бидејќи приметувам дека за околу хигиената, односно да не ги пуштат децата со мастики за жвакање да пливаат, затоа што постојано кога пливам гледам дека на дното на базенот се наоѓаат мастики, што најверојатно се од децата, претпоставувам, и со што може да се загрозува и хигиената, а исто така може да се запушат и самите филтри, претпоставувам, од мастиките. Исто така апелирам и до децата редовно да ги затвараат чешмите после туширање, затоа што и тоа го имам приметено, ќе се истушираат и ќе излезат да се спремат, а водата ја остава да тече, која што е загреена. Значи за џабе се троши и вода и струја, а се обидуваме да биде поефикасно работењето на базенот. Исто така да се внимава и на овие кабини што се за оставање гардероба, да не се кршат, да се чува едноставно инвентарот, бидејќи тоа е за сите нас и за наше добро. И колку повеќе го чуваме, толку подолго и ќе трае и нема да има потреба дополнителни инвестиции. Проектот функционира безпрекорно. Мислам дека бројката на учениците од основно и средно образование е 2 пати поголема од бројката на клубовите, што покажува дека има огромен интерес и од основните и од средните училишта за ова работа. Клубовите се константни, затоа што после пандемијата и после неработањето на базенот, од февруари веќе влегуваат во форма, се зголемува број на децата и мислам дека интересот ќе остане ист. Што се однесува до рекреативците, исто така се зголемува од ден на ден бројот и мислам дека ќе даде добри резултати и се ова работата на базенот и условите
ќе им бидат во интерес на граѓаните и тие ќе го користат максимално. Отворениот базен ќе работи во летните услови, со тоа што отварањето ќе биде како и секоја година после завршување на школска година до 1 септември. Проектот за правилен и подобар психофизички развој на учениците започна во февруари годинава, целосно финансиран од општина Куманово.